Ќе успеат ли локалните самоуправи да ги реализираат предвидените активности од програмите што советите ги донесоа за ова 2019? Буџетите на сите општини од југоистокот им се намалени од 20 до 50% за разлика од претходните години. Намалените буџети се согласно реализацијата на остварените приходи за последните години, како што наложи владата согласно измените на Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа. Според председателот на југоисточниот пански регион Костојаневски, вака креираните буџети во сите 10 општини не значи ограничување на работите на самите локални самоуправи. Оваа година за прв пат владата наложи законски не обврза да буџетските предвидувања или проекции да не надминуваат максимални 10% од средните вредности на реализираниот основен буџет од претходните 3 години. Тоа на некој начин создава една рамка која привидно или навидум ограничува. Меѓутоа сметам дека е една позитивна мерка која што гледајќи глобално од аспект на целата држава, на целата република, обезбедува сигурност дека општините нема да се задолжуваат. Градоначалниците од југоистокот велат дека доколку се обезбедат дополнителни средства, им стојат на располагање ребалансите. Годинашниве буџети се реални, даваат сигурност општините да не се задолжуваат. На тој начин се дава шанса сами да се борат за обезбедување дополнителни средства. Ако имаме доказ сигурен дека можеме да го прошириме буџетот, ние тоа ќе го направиме во првата можна прилика. Јас очекувам некаде во околу март месец ќе има потенцијал да се направи ребаланс и да се подигне оваа сума, со што средствата за капитални проекти во нашата општина ќе се зголемат и на некој начин ќе можеме и поопсежно да делуваме на терен и да ги остваруваме оние капитални проекти и желби кои што и потреби на граѓаните кои што сме ги ветили. Владата при крајот на минатата година донесе одлука да им помогне на локалните самоуправи кои тонеа во долгови. Им ги отпише половина од долговите кои општините ги пријавија пред надлежните институции.